пораз од силната Данска 37-30. Како вие го видовте овој надпревар? Што беше клучно за високиот пораз? Па клучно по мене беше првото полувреме, иако децата верува им со разговори, со видеоанализа кажавме дека со една агресивна зона дека може да бидеме блиску до Данска, видовте Данска колку е квалитетна. Мислам дека првото полувреме, техничките грешки што ги направивме во прво полувреме со оваква јака репрезентација не ни дозволија да бидеме близу или да направиме еден добар резултат. Второ полувреме се дигнавме, радува желбата кај дечките, борбеноста, имавме одлично второ полувреме. Го гледате кога ќе дојдеме до мала ротација, тие имаат квалитетни 16 играчи, ние нашиот квалитет го знаеме, треба да работиме сите, гледаме дека сме блиску до овие топ репрезентации. Честитки до дечките за една ваква утакмица. Не треба да бараме позитивни работи во пораз, но мора сигурно да ги пофалите вашите момци за оној камбек, да кажам, и карактер и борбеност што го покажа во вториот дел. Па баш тоа и го напоменав, дека второ полувреме се вративме против една ваква Данска која не водеше 6-7 разлика, дојдовме во 3 шанса за 2, тоа покажува дека оваа репрезентација има квалитет, има желба, е хомогена и само со макотрпна работа може да дојдеме од таму кај што покажуваме сите. Во вториот дел дадовте шанса на оние дел од играчите што не играа многу на претходните надпревари. Дали можеби лидерите изненадија негативно, да кажам, оние што беа од првата постава? Па не може да кажеме негативно, не смееме да бараме негативности, секоја утакмица си носи своја тежина. Така да ние имаме најверојатно уште 3 утакмици, имаме играчи, треба да ги одмориме, ростерот е тој и помалку или повеќе гледате дека сите играат и ќе добијат сите шанса да го покажат квалитетот на едно вакво големо надпреварување.